Гостин во вестите на Алфа е лидерот на опозицијата Христијан Мицковски, кој што имаше средба токму со лозарите. Господин Мицковски, добар ден, добредовте во вестите на Алфа. Добар ден и благодарам на поканата. На што ви се пожалија лозарите на денешната средба? Па генерално може да се донесе, да се изведе практично заклучокот дека состојбата со лозаропроизводителите, односно со лозарите, никогаш не била полоша. Практично денеска во Тиквешијата не постои лозар кој што на крајот од оваа реколта ќе биде во позитива или онака народски кажано есапот ќе биде позитивен, поради намалениот принос, поради ниската откупна цена, поради неисполнетите ветувања од страна на владата. Сведоци сме на едно уштедно неисполнето ветување до крај. Тоа е она ветување кое што владата, Министерството за земјоделие го кажа и го вети за минатогодишната реколта како дополнителна стимулација од 1 денара. Се сеќавате го вети пред претседателските избори, мислејќи дека на тој начин ќе тргува со гласовите на луѓето тука од Тиквешијата, со земјоделците од Тиквешијата. Потоа рекоа дека денеска во петок на 6 септември истите тие денар ќе бидат исплатени, иако требаше можеби 6 месеци порано или дури 1 година порано да бидат исплатени. Лозаропроизводителите се пожалија дека таа сума на средства до крај не е исплатена, односно делумно исплатена, и ги повикувам надлежните органи, барем овој пат, последна година за доцнување од како тоа што го ветиле, да го исполнат ветувањето и во неделата која што следи до крај да ги исплатат средствата кон лозарите. Истовремено ми кажаа дека министерот за земјоделие, но и останатите практично функционери во рамките на Министерството за земјоделие и владата кажуваат и ветуваат дополнителни стимулации кои што ни одблиску не ги покриваат елементарните трошоци на лозарите овдека во Тиквешијата. И да заклучам, можам да заклучам врз основа на она што го слушнав како сведоштво, дека ситуацијата со овие земјоделци, со лозарите е алармантна и дека не само што средства нема за позитивен есап на крајот од оваа реколта, а за дополнителни средства кои што ќе значат дополнително вложување или стабилност во следните реколти не станува ни збор. Истото на сведочење кое што го слушнав и во Кочани од оризарите, истото тоа сведочење го слушнав и овдека од лозарите, дека доколку продолжи трендот, доколку продолжи оваа состојба во земјоделието, планираат да ги напуштат нивите и да се занимаваат со нешто друго. Најголемиот дел од нив велат дека ќе ја напуштат Македонија и нивните родни огништа. Така што доколку нешто итно не се случи во рамките на земјоделието и политиките во земјоделието, можно е многу скоро да останеме со полиња необработени, полиња неожнеани. Пред да преминеме на политиката, би се задржал уште малку на економијата, она што би требало да ни биде најважно во државава. Статистика денес излезе со податок 3,1% раст на бруто домашниот производ и пат на невработеноста за 0,3% поени од 17,8 на 17,5. Треба ли да се охрабриме од овие бројки? Па јас тоа го говорев во минатото, ќе го кажам тоа и денеска, дека бруто домашниот производ во вториот квартал ќе биде послаб од првиот квартал, бидејќи првиот квартал, базата во првиот квартал беше исклучително слаба. Она што исто така можам да го заклучам е дека нема ништо од оние ветените 5% стабилен економски раст, веќе трета година изминува, но доколку ја погледате структурата на бруто домашниот производ, ќе видите дека постои основано сомневање, посебно во делот на трговијата, во делот на услугите и во делот на уметноста за штелување на бројките. Ако го видите оној дел кој што е повеќе од 70% од стопанството, како што е преработувачката индустрија, IT индустријата, ќе забележите дека имаме опаѓање споредено со кварталот во 2018 година, со истиот квартал од 2018 година. А сите трендови, доколку се споредат во вториот квартал со првиот квартал, сите трендови на сите индустријски гранки ќе видите дека се во опаѓање. Така што навистина не сум оптимиста, но она што е позначено е што кога ќе разговарате со граѓаните, кога ќе зборувате за реалните проблеми, секогаш најдувате одговор дека нашите паричници се попразни, тешко се живее во Република Македонија и дека статистиката оди можеби во прилог делумно на фирмите на Заевци и оние малкуми на обожаватели на Заевци кои што се околу нив. Но реалните проблеми на граѓаните се страшни, страотни. Македонија се празни токму поради губењето надеж, безперспективноста и разочарувањето кое што владее во Република Македонија. Така што, да заклучам,
Ова е лош знак за економијата, бидејќи од првите 4,1% во првиот квартал одиме во 3,1%, но она што треба нас да не обесхрабрува е тоа што преработувачката и IT индустријата практично бележат намалување во вториот квартал 19-та споредено со вториот квартал 18-та година. Добро, владата еве најави субвенции за зголемување на платите до 100 евра ако работодавачот ја зголеми платата на работникот, ќе биде ослободен од пензиско, здравствено, од сите придонеси. Дали ова ќе придонесе за подобрување на благосостојбата на граѓаните? Најпрвин да расчистиме, не постои работодавач, не постои предприемач кој што при ист или намален волумен на работа ги зголемува платите на вработените, бидејќи државата ќе ги субвенционирала придонесите. Основа на оваа владина мерка представува поделба на бизнисмените на оние кои што работеле согласно законите, кои што ги почитувале законите и за вработените издавале личен доход и ги плаќале придонесите на вкупната сума на тој личен доход, и постоја мала група на луѓе кои што практично дел од личниот доход го давале на рака или, како што популарно се кажува, во плико. Сега владата во насока да ја подобри статистиката, а не да го подобри квалитетот на животот, а не да донесе некоја си реформа, бидејќи вработените истите пари кои што ги добивале во плико сега ќе ги добиваат на жиро сметка, посегнува по парите на граѓаните кои што ги собира во буџетот, по парите на бизнисмените кои што одлучиле легално да работат и кои што плаќаат придонеси и плаќаат даноци во буџетот на Република Македонија, да ја надополнат онаа дупка кај оние малкумина кои што одлучиле да се занимаваат со сива економија и дел од примањата на работниците да ги даваат во плико. Ова нема да допринесе ништо во квалитетот на живот на работниците, бидејќи тие истите пари ќе ги добиваат што ги добивале до сега во плико, само можеби 40 на милиони евра годишно, односно 120 милиони ваши пари, пари на граѓаните, пари на бизнисмените кои што ги почитуваат законите, наместо да бидат вложени во развојни проекти, да се зголеми продуктивноста, да се обезбеди работа за компаниите, а со тоа зголемен број на работни места, оваа влада безидејна, во отсуство на реални бизнис и економски политики, антибизнис настроена, одлучува нашите пари да ги троши за легализирање на сивата економија. А при тоа никој нема да добие бенефит. Економијата би требало да ни е секогаш во прв план, но за жал со години е во сенка на политиката кај нас во Македонија, да преминеме на тоа што веројатно за гледачите е најинтересно. Еве како го коментирате овој можеби неочекуван маневар, преферувањето на предметите од специјалното јавно обвинителство во јавното обвинителство на Република Македонија, писмото од Катица Јанев? Маневарот можеби е очекуван за тие кои што се во процесите, но не на ваков начин, каде што притвореник пишува допис до оние на кои што е предпоставен, да предметите практично наредува, да предметите кои што ги работат, без разлика дали се во судски процес, дали се во предистрага, истрага незаконска, предистрага направена после дадениот законски рок, кога требале овие обвинители, помошници на притвореничката да ги отпочнат и да ги завршат, да ги предадат до јавното обвинителство. И тука се отвараат многу правни дилеми и многу недоследности. Тоа, впрочем, го коментираат експертите во текот на денешниот ден, тоа го коментираат луѓето од фелата, адвокатите, обвинители, суди, и според моите информации жесток бил притисокот од страна на владата до јавното обвинителство да излезе со еден ваков став, пошто нели притвореникот даде ултиматум. Во рамките на 3 дена мора вие да се произнесете. Вчера слушнав повторно една изјава на господинот Зоран Заев, каде што вели дека е логично. Логично беше до сега да се постигне договор. Во петокот, минатата недела, кога дојдовме до договор, да постигнеме договор за законот за јавното обвинителство, а не СДСМ, бегајки од договор, во саботата да се повлече и комплетно да се врати во почетните позиции, кога сакаше законот за јавно обвинителство да го користи како алатка за пресметка врз опозицијата. Затоа ги повикувам да бидат разумни, да постапуваат согласно она кое што го договоривме во петокот, да прифатат договор, да го донесеме законот за јавното обвинителство, за да може една од неколкуте пречки за Македонија да оди напред, да ги отвори преговорите со Европската унија, да биде отстранета. Ајде, охрабрете се да донесеме вистински реформски закон, онаков закон како што вие ќе повторам од СДСМ,
го прифативте во рамките на преговорите минатиот петок, а потоа во саботата и во неделата, тоест да бидам попрецизен, се извинам, не во неделата, во понеделникот, се повлековте затоа што видовте дека ќе постојат спреги и кочници во обвинителството и дека ќе не можете обвинителството да го користите како надградена и проширена катица за реализирање на барањата и уцените од страна на СДСМ. Тоа ВМРО ДПМН нема да го прифати, затоа уште еднашка апелирам за разум, апелирам за конструктивност од страна на владата, да го прифати тоа што беше договорено во петокот, да го усвоиме законот за јавно обвинителство, а тоа што беше во петокот прифатено, веќе беше брифирано во рамките на некој од медиумите. Премиерот денеска рече дека е подготвен за лидерска средба за, како што вели, последните разлики да се испегаат. Ке има ли лидерска? Постојат повеќе разлики кои што во моментот се актуелни помеѓу опозицијата и владата. Една од разликите е во законот за јавното обвинителство, но откако ретерира, откако видоа дека тоа што го прифаќаат нема да им помогне во политичката пресметка и кадровската политика во редовите на опозицијата, на овие кои што се наследници на некои минати времења од минат режим во познат на овие простори во една претходна држава. Но истовремено на таа лидерска средба, на тие преговори, јас ќе наметнам темата и сакам да разговараме и за предвремени парламентарни избори. Нели блескаме, нели анкетите се добри, нели се е како што треба во државата. Ајде да видиме дали навистина е така или пак можеби ова представува уште еден блеф од страна на господинот Заев и СДСМ, а во насока на зајакнување на меѓупартиските редови кои што според нашите информации во овој момент трпат сериозна штета и се сериозно раслоени. Така што тоа ќе бидат генерално темите на таа лидерска средба која што уште во текот на вчерашниот ден по партиски канали помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ беше договорена да во вторник, доколку имаме приближување денеска во рамките на преговорите, покрај работните групи на маргините има и лидерска средба помеѓу мене и господинот Зоран Заев. Но ќе повторам, тема нема да биде само законот за јавното обвинителство, туку тема ќе бидат и предвремени парламентарни избори. Во повеќе наврати вие го потенциравте тоа, не седнувате на маса доколку не зборувате за избори. Апсолутно, изборите се неминовни. Од една страна владата да провери дали навистина блеска, затоа што тоа е добро, здраво е за владата да провери дали навистина блеска, дали политиките кои што ги води се добри, тоа е добро, честно и отчетно према граѓаните, бидејќи на крајот од денот граѓаните се тие кои што ја плаќаат владата, но и добро е опозицијата да види дали тоа што јас, останатите членови на опозицијата го говориме, дека политиките на оваа влада се погрешни. Еве ги повикувам, ја користам оваа прилика да се охрабрат и час поскоро да организираме предвремени парламентарни избори. Господин Мисковски, благодарам за гостувањето. Ви благодарам на поканата.